Замокот на Арделјан е првиот роман на Драгица Ристич Стојчевска, кој што се промовираше во градската библиотека Борка Талески во Прилеп. Станува збор за готски филозофски роман, филозофска фикција, 81 расказ сместени на 244 страници. Во романот се присутни неколку тематски и филозофски димензии, а авторката вели дека идејата се родила од нејзино внатрешно преиспитување. Во такви дела ликовите често се символи на идеи, конфликтот е внатрешен, светот има метафизичка тежина, диалозите носат филозофски судири, атмосферата е подеднакво важна како и дејството. Често приказната изгледа како сон, лаверин, духовно патување, психолошки експеримент и борба со сопствената свест. Во романот се присутни неколку тематски и филозофски димензии. Филозофската фикција отвара прашање, а готиката ги тера ликовите да се соочат со нив. Во романот е присутна и метафизичката димензија, зборуваше лекторката, значи за разграничувањето меѓу реалното и внатрешното, и видливото и невидливото. Преку метаморфозата ликовите минуваат низ една внатрешна преобразба и психолошка трансформација. Можам да кажам дека замокот е блиску и до Фуковската идеја за хетеротопија. Меморијата во романот не ја третирам како апсолутен сигурен механизам, туку како внатрешна реконструкција на вистината. Значи, замокот е повеќе состојба на духот отколку архитектура. Прво ја создадов атмосферата, а потоа приказната. Значи, во делото постои допир со религијата, но не во догматска смисла. Уредник, фотограф и дизајнер на романот е Тања Каракалашева, додека рецензент и лектор на книгата се Јан Вега и Христина Ангелеска Миоска. Тиражот е 300 примероци. Роман кој што е повеќе слоен, доста инспиративен, топол, промислив, со доста слоеви кои што едноставно продират или се мешаат, да речеме, како еден вид на еклектика. Тука можете да сретнете филозофија, имате добар дел на белетристика. Да речеме, како формат би го ставил во една, да речеме, супернатурална жанровска форма, иако да речем дека во основа е повеќе слоен и има доста и филозофски мании. Роман кој што едноставно плени уште на првата топка. Чуден како жанр, пребивајќи во оваа наша земја, досега ретко, а можеби ако не е и прва книга, кој што се судира со еден ваков жанр. Значи, доста готски елементи, доста, ајде би рекол, science fiction, доста, а пред се јас би рекол дека се работи за еден неонуар роман, кој што едноставно допрева треба да дојде или новие наши поднебја да земи поголем замав. Тука отвораме врата кон свет исполнет со сенки, тишина, мрак, прашања, неизвестност и многу тајни што чекаат да бидат откриени. Во овој магичен, би рекла, мистериозен, мрачен на многу моменти, свет, тој ве носи на едно патување низ темните ходници и тајни на замокот, ама и низ собствените прашања што постојано ќе си ги поставувате, низ собствените дилеми, сомнежи. А тие прашања јас верувам дека ќе останат со вас уште долго по читањето на романот или по оваа вечер, бидејќи веќе загатнавме некои од прашањата. Токму со едно такво патување, физичко патување, започнува и приказната, а тоа е патувањето на главниот лик Андреј кон замокот. Меѓутоа, тоа не е само физичко приближување кон некое непознато место, туку и постепено навлегување во свет во кој светлината тивко исчезнува, а темнината завладува. Преку тој пат, авторката символично го прикажува преминот од светлото, безбедното, доброто би рекле, кон нешто што познато во секој случај, кон нешто што е опасно, неизвестно, непознато и мрачно. Инаку Арделјан е позната фамилија од Романија, чии што потомци живеат и денес насекаде низ Европа, како што е Златко Црвенковски, кој што со својата фамилија живее во Прилеп. Црвенковски вели дека авторката на романот, без да ја знае историјата на оваа фамилија, некако чудно
точно погодила голем број моменти. Јас испитував еден момент да ви кажам. За Арделјан. Го пишува Арделјан точно, прецизно, го опишува иако е фикција. Значи, таја нешто мисли, а така. Тоа е Божја сила. Еден момент. Арделјан во времето кога тие потекнува од немц се вика, или немц, а румунски тоа значи германец. Кога дошол Чаушеску, бидејќи тие се германци, ги иселил доста од нив, значи од 19.000 жители ги свел на 4.900 во тоа поднебие. Меѓутоа, тие се со сина крв, тие имаат знаме, имаат пари, за Арделјан зборувам. И Драгица тоа го има погодено. Да не на психичката состојба е во втората книга. Првата книга без втората книга не важи, да ви кажам толку многу. Затоа што во втората книга е психологијата или психата на самите личности во првата книга е пренесена во втората книга. Замокот на Арделјан има и свое продолжение, насловено Доктрината на тишината. И тоа дело е испечатено и наскоро ќе биде промовирано. Инаку Доктрината на тишината исто така доби и награда.